Менопаузата како термин ја означува последната менструација во животот на жената и се одредува ретроградно по едногодишно отсуство на менструалното крвавење. Денес во приказна ќе зборуваме за менопауза. Маја Казакова е радиоводителка која освојува со нејзиниот уникатен хумор. Ако не ја слушате на радио, тогаш сигурно ќе ја видите на велосипед. Казакова со нас ја сподели својата лична приказна за менопауза. Почна со првин со една голема нервоза. Потоа почнаа циклусите да се разрачуваат. А потоа почна да станува се пострашно и пострашно. Почнав да читам за тоа и сватив и со разговорот со доктор, се разбира, сватив дека тоа се симптомите кои што се неизбежни. Неизбежно е да ве фати во овој период од животот, но не ги имаат сите симптомите. Во разговор со доктор и читање, се разбира, видов дека ги имам сите симптоми како во книга. Симптомите се појавиле пред 2 години, споделува Маја. Почна на 46 и дека овие моите пријателки рекоа дека било многу рано, а всушност знам дека нема некои посебни правила, индивидуално е кој на кого ќе му почне овој лош период во животот. А се викам, мојот карактер е цело време нервозен, мислам, у основа сум таква, но ова беше појачано што не може да се објасни. Има жешки бранови, тоа го знаат неверојатно жените, зашто зборувам. Почнувам, дали тоа значи да се дебелеам или да отекувам, не знам што значи. Телесната тежина се покачи, све што треба да направам физички е потешко. Болки во петите, што бев исто така многу зачудена, па читам дека ќе ми поминат со тек на време. Се будиш ноќе испотен, во животот свој не сум се потела, но сега ја се потам. Тие жешки бранови што се многу битни, така од нигде, од чиста мира, дали е зима или лето, се обсипуваш со едни капки просто неприродни, што не до сега си ги немал. Во разговор со другарките, била упатена за она што следи, но не сакала да се вознемирува премногу, знаејќи дека ова е период со кој ќе се соочи секоја жена. Кога почна овој период од мојот живот, тогаш почнав да читам, а претходно не читав и не го сваќав дека е толку сериозно. Имам другарка постара од мене многу години и кога бев помлада ми вика: Маја, да те предупредам, овој период од животот е многу лош, да бидеш подготвена на се. И ја викам: што збори женава, не може да биде толку страшно како што ми објаснува, но сепак ме почна веќе сериозно да ме вознемирува, но неизбежно е, се разбира дека е неизбежно. И покрај тоа што се информирала читајќи многу или преку искуства на другарките, одлучила сепак стручноста на лекарите да ја почитува најмногу. Има и некои полемики, дали се хормоналните апчиња добри, дали не, па као да зимам, да не зимам, и одлучив да земам. И откако со нив ми стана пофино, ја после 2 месеци решив сама да си ги прекинам. И се вратија симптомите назад. И ми кажа: ако сега го скокнам овој дел без апчиња, ќе ме фати било кој период од животот. И сега е твој избор, дали сега ќе ги пиеш, дали после. Јас сум, како да кажам, не верувам многу природни супстанции. Едноставно ме мрзи да ги правам тие ритуали, мешање на билки и така натаму. Полесно ми апчиња. Со апчињата ми е многу убаво. Не знам како да кажам, ме смирија. Тоа беше единствена терапија која што ја прифати? Да. Другата терапија е индивидуална, која што јас не ја применувам. Тоа значи дека жените треба да вежбаат нешто, да внимаваат што јадат. Да, едноставно сите совети што им се кажани да ги почитуваат, да бидат дисциплинирани. Бидете одговорни и слушајте ги советите на вашиот гинеколог, порачува Казакова. Ги молам жените кои што следи периодов од животот, менопауза наречена, да бидат одговорни и да внимаваат, да гледаат, да бидат одговорни околу терапијата, начинот на живот, на искрена, затоа што мислам дека тоа ќе им го подобри животот, бидејќи во размена на искуства со мои пријателки гледам дека тие што прават тоа што треба да прават им е многу полесно. Да не се секираат, ќе помине се.
Менопаузната магла ги опфаќа симптомите како тешкотии во учењето и вербалната меморија, тешкотии во помнењето зборови и бројки, намалена концентрација, лесна расејаност, губење на мислата, тешкотии при почетокот на секојдневните задачи, заборавањето на причината за одредени активности како што се како, зошто или пошто дојде во собава, заборавањето на состаноци, датуми и настани. Еве што откриваме денес во приказна. Голем процент од жените се неподготвени за менопаузата, природен дел од старењето кој се должи на природното опаѓање на репродуктивните хормони кај жената, почнувајќи најчесто некаде од 45-тата до 55-тата година. Гинеколозите нагласуваат дека е потребна поддршка, емпатија и грижа за секоја жена која минува низ оваа животна фаза, а која често знае да биде и стресна. Менопаузата по строга дефиниција подразбира недостаток на менструален циклус од минимум 12 месеци кај жената. Значи тоа е како една строга дефиниција. Меѓутоа, како што кажавте, целиот тој процес може да се подели на три главни временски периоди. Тоа се перименопауза, менопауза и постменопаузален период. Ако самата менопауза ја дефинираме како отсуството на циклус од минимум 12 месеци, перименопаузата е целоној период на транзиција кој претходи на самата менопауза во кој што се случуваат сите оние озлогласени и стигматизирани промени кај жените. Жешки бранови, зголемување на телесната тежина, несоница, нервоза, необјасневи промени во расположението, сексуални проблеми, уринарна инконтиненција, отсуство на менструација. Симптомите се навистина многу и варираат од самиот вид, така и од самиот интензитет. Она што прво се забележува е промената во самиот циклус, во смисол може да се скрати, може да се пролонгира, може да има продолжени менструални крварења, меѓутоа настапува промена. Еден од најпознатите симптоми се секако топлотните бранови или hot flash, познати меѓу народот. Тоа е момент кога жените наеднаш од седење се препотуваат, се вцрвенуваат. Исто како кај секоја жена што е различна, така и овој симптом може да варира од неколку пати во денот до еднаш месечно. Меѓу другите симптоми за кои што не се зборува, најчести се уринарната инконтиненција, односно неможноста да се задржи урината при смеење, при кашлање. Не се зборува за вагиналната сувост, а тоа е нешто што треба и секако нешто што особено, да кажам, припадниците на посилниот пол знаат да го кажат така малце погрубо, тоа се промените во расположение кои што се хормонски условени и неизбежни во целиот овој процес. Менопаузата е пресвртна точка во животот на секоја жена. Тоа е неизбежна природна појава проследена со телесни и психолошки промени, кои што варираат од жена до жена. Многу е важно жените да се информираат што точно ги очекува во менопаузата, како и за различните опции кои им стојат на располагање во случај да им е потребна помош за полесно поднесување на симптомите и евентуалните последици. Кога стигнуваме до она зошто треба пациентките да бидат информирани и да почекаат, да не кажам подготвени овој период од нивниот живот, мораме да размислуваме на овој начин. Значи, во овој период од животот на жените се јавуваат навистина промени што можат да влијат на нивниот квалитет на живот. Не треба да се занемарат ниеден од симптомите. Менопаузата е еден навистина голем предизвик за жените, особено во модерното општество, во кое што многу често самата менопауза е ставена на табет и секогаш се користи во негативна конотација. Меѓутоа, таа представува навистина, иако представува една пресвртница во животот на жената, далеко од тоа дека е нешто лошо. Значи, тоа е нешто за кое што нашето тело е предвидено да го издржи, нешто кое што можеме и секако низ кое ќе пројдеме, меѓутоа со самиот цел тој пресврт и самите тие хормонски промени носат одредени предизвици кои што можат во одредени случаи да бидат здравствени, меѓутоа секако носат и предизвици од типот на промени на телото во кои што жените многу често не се препознаваат и настануваат некои несакани проблеми, можеби недоразбирања кои што
жените ги воведуваат во еден вртлок на несакани епизоди. Самата менопауза може да биде здравствен предизвик и од тука доаѓа моментот дека жените кои што се во менопауза треба да прават одредени превентивни прегледи со цел целото тоа поглавје многу полесно да се преброди. Завршувањето на репродуктивниот период е резултат на намалувањето на лачењето на женските хормони естроген и прогестерон од јајниците. Менопауза значи последна менструација или последно менструално крварење од матката на жената, по кое што следи најмалку една година на период без никакви крварења од матката. Што значи, за менопаузата се заклучува ретроградно врз основа на анамнезата на податоците што ќе ги даде жената. Не секој пат последната менструација е вистинска менструација. Зошто го велам тоа? Заради тоа што вистинска менструација е она крварење од утерус на кој што претходно следело овулација, значи прскање на зрела јајна клетка од јајникот. Со оглед на тоа во која возраст се јавува менопаузата, најчесто последната менструација не е правилна менструација, туку одредено крварење како резултат на одреден хормонски дисбаланс што се случува во овој период на жената. Транзицијата од плодна во неплодна состојба кај жените се случува постепено, во текот на неколку години и е последица на биолошкото старење. На крајот, јајниците веќе не произведуваат јајцеклетки и жената не може да остане бремена. Почетокот на менопаузата е строго индивидуален. Најчесто настапува меѓу 45 и 55 годишна возраст, но има и жени кои влегуваат во менопауза во 30-тите или во 60-тите години од животот. Се смета дека просечната возраст на која што жените стапуваат во менопауза е 51 година. Многу е лошо воколку пациентките прифатат, па ова е природен процес, така и ќе помине, туку мора да побарат помош, мора да најдат време за себе и во еден многу отворен разговор со матичен гинеколог укажат на тоа што чувствуваат, се направат соодветни прегледи, соодветни испитувања и се дадат на крај соодветни совети, се со цел да имаме поквалитетен и по-убав живот за пациентката во периодот што и престои, кој што е некаде над 50-та година. Започнувањето на самата перименопауза, овој првиот период, воглавно се смета дека започнува од 45-та до 55-та година, значи во тој ранг. Меѓутоа, секако дека овие бројки се варијабилни кај секоја жена и самото време траење на таа перименопауза додека настане менопаузата исто така многу варијабилно. Менопаузата по 40-тата година се смета за нормална и природна, но кај некои жени може да настапи порано како последица на оперативно отстранување на јајниците или хемотерапија. Менопаузата која настапува пред 40-тата година, независно од причината, се нарекува предвремена менопауза. Во повеќе од 75% кај жените периодот на климактериум или менопауза се одвива меѓу 45-та и 55-та година или во просек некаде околу 50-та година од животот. Во колку ваквите процеси можат, значи губењето на функцијата на јајниците може да се случат и многу порано во животот, и ако тоа се случи пред 40-та година на жената, зборуваме за рана менопауза или менопауза из прекокс, и многу е битно тие симптоми навреме да се препознаат, пациентките навреме да побарат совет и помош од своите лекари, особено од своите матични гинеколози, поради одредени здравствени проблеми што може да се случат како резултат на овој хормонски дисбаланс, односно губење на функцијата на јајниците. Диагноза за менопауза се поставува лесно, односно се прави евалуација на хормоните од венска крв со лесен неинвазивен тест.
Дополнително се препорачуваат редовни гинеколошки прегледи, мамографија, проверка на глуциден, липиден статус, а во зависност од медицинската историја може да се препорача и проверка на тироидниот хормонски статус. Што е менопауза и кога менопаузата започнува? Менопауза се дели на 3 дела. Значи имаме период прво на предменопауза, перименопауза или познат помеѓу жените како климакс, период на климакс, менопауза и постменопаузален период. Прво ќе кажеме за предменопаузата, односно за климаксот. Значи тоа е периодот од може да трае неколку години пред менопаузата, кој што води до намалување на функцијата на јајниците, намалено лачење на естрогените хормони и до промени во менструалниот циклус и конечно до губиток на менструалните крварења. Кога настапува менопаузата? Менопауза во превод значи губење на менструалниот циклус и таа се одредува ретроградно, значи ако една година или 12 месеци жената нема менструални крварења, доаѓаме до диагноза дека жената е во менопауза. Постменопаузалниот период е периодот после менопаузата и тој трае до крајот на животот на жената. Жената е во постменопауза доживотно. Сега за постменопаузата, значи има интересен податок дека животот се продолжува сега векот на жената, меѓутоа постменопаузата, периодот на постменопауза останува ист, односно може да трае просечно околу 30 години, а тоа е повеќе од 1/3 од животот на жената, таа останува без хормоните од јајниците и е изложена секако во тој период на повеќе заболувања, затоа се повеќе се обрнува внимание на постменопаузалниот период на жените. Како да препознаат жените дека влегуваат во тој период? Да, најчест симптом за кој што доаѓаат пациентките на гинеколошки преглед се промените во менструалниот циклус. Значи почнуваат менструациите да им доаѓаат покасно или да дојде циклусот порано или да имаат пообилно крварење, интерменструални крварења помеѓу циклуси, заради тоа пациентката доаѓа на гинеколошки преглед. Тој симптом не значи дека жената е во менопауза, туку тоа значи дека тој процес почнал, односно дека јајниците почнале послабо да лачат естрогени хормони и во тој период доаѓа до ановулаторни циклуси, односно има создавање на фоликулински цисти кои што лачат многу естрогени хормони, па организмот на жената е изложен на дејството на вишок естрогени хормони и потоа пат на естрогени хормони. И тие симптоми пациентката ги чувствува и заради тоа се јавува на гинеколошки преглед. Друг симптом, тој е многу и чест, значи се појавува кај 75% од жените се вазомоторните симптоми, односно топлите бранови, ноќните потења кај пациентките. Некаде околу 75% од жените се жалат на тие симптоми. Понатака, исто така се чести несониците, мигренозни главоболки, вагиналната сувост се појавува, потоа имаме заради тоа сексуална дисфункција, сува кожа, уринарна инконтиненција, значи се случуваат и промени во мокрењето кај пациентките и исто така еден од почестите симптоми се анксиозност и депресија. Значи тие симптоми се многу чести во периодот на климакс, менопауза и постменопауза и заради тоа треба пациентките да доаѓаат на преглед за да може да донесеме точна диагноза и да дадеме терапија доколку е потребно. Што е рана менопауза? За жал, менопауза може да се јави кај многу помлади пациентки, односно како дефиниција за рана менопауза се смета менопауза која настанува кај пациентки пред 40-та година од животот. Пациентките го губат менструалниот циклус и тоа се случува кај 1% вкупно, значи кај 1% од жените. Раната менопауза, причините за нејзино појавување се многубројни, имаме и непознати идиопатски причини заради што се појавува. Понатаму може да се појави заради автоимуни заболувања, може да се појави заради хромозомски абнормалности, например, кај Тарнер синдром може да се појави таа рана менопауза, односно се појавува.
може да се појави заради хемотерапија, значи заради токсични фактори кои што влијаеле на јајниците, како хемотерапија, зрачна терапија и така натаму. Исто така може да биде предизвикана јатрогено, односно заради болести на јајниците, да треба да се отстранат и после операција, односно отстранување на јајниците, жената е во менопауза, затоа што ги нема јајниците и ги нема хормоните што ги лачат јајниците. Кај пациентките кои што се во рана менопауза, најдобро би било да се даде терапија доколку нема контраиндикации. Заради тоа што многу е рано женскиот организам да остане без естрогените хормони, кои што пак понатаму ќе кажеме дека си носат многу ризик фактори има заради тие естрогени хормони и влијаат на многу органи на женскиот организам и доведуваат до различни заболувања. Така да би било убаво пациентката која што е во рана менопауза да ја прегледаме, да утврдиме дали има некои контраиндикации, да ја дадеме хормон заместителна терапија. Во денешно време на дигитални медиуми, социјални мрежи, често пати се споделуваат различни искуства, многу митови, многу невистини поврзани со менопаузата. Колку во таа насока е значајно да знаеме кои се правите информации и да се обратиме на правото место? Да, вака сега сакам да објаснам една работа која што објаснувам на пациентките секојдневно, тоа е дека јајниците после 35-та година почнуваат намалено да ги лачат хормоните. Тоа е така, значи тоа е генетски предодредено и заради тоа им објаснуваме на жените дека јајникот почнува да ја намалува својата функција и во таа фаза, во предменопаузата, тоа не мора да е одма на 35 години, може да е околу 42 години веќе кога има жената, доаѓа до ановулаторни циклуси, односно тоа се циклуси без овулации, каде што фоликулите во кои што ги има тие јајцеклетки не прскаат, преминуваат во цисти и лачат многу вишок на естрогени хормони. Под влијание на тие естрогени хормони, жената може да има обилни крварења, може да има некои интерменструални крварења и заради тоа треба да дојде на преглед, за да ние дадеме терапија. Во тој период треба да даваме во втората фаза од циклусот прогестеронска терапија, бидејќи не доаѓа до прскање на фоликулот и не се создава жолто тело, кое што го создава, го синтетизира тој прогестерон, кој што е хормон, кој што го неутрализира дејството на естрогените хормони. Бидејќи естрогените хормони доколку се лачат во вишок, како што се лачат во овој период на перименопауза, се многу штетни и влијаат на одредени таргет органи. Значи, повеќето органи имаат рецептори за тие естрогени хормони, а поготово на дојките и на ендометриумот, односно внатрешната слузница на матката. Имаат рецептори за естрогените хормони, доколку се во вишок тие се врзуваат на нив и заради тоа во овој период од животот може да дојде до болести на овие спомнати таргет органи. Затоа ние треба да ја диагностицираме таа состојба и да им дадеме на пациентките хормонална терапија, во овој случај само прогестеронски препарат кој што не предизвикува никакви проблеми кај жената, не треба да се плаши да го пие, ако е препишан секако од својот доктор, бидејќи се дава за да се неутрализира дејството на тие вишок естрогени хормони и за да не дојде понатаму до болести на матката и на дојките. Ги споменавте овие болести, но кои други проблеми здравствени и во поглед на општото здравје, но и во поглед на менталното здравје може да се јават откако жената ќе влезе во менопауза? Да, вака најчесто се јавуваат кардиоваскуларни заболувања, бидејќи во тој период на животот жените и не се движат толку, имаат покачен притисок, се појавува покачен холестерол заради ниско ниво на естрогени хормони, меѓутоа и заради намалена физичка активност кај жените во тој период од животот и сето тоа доведува до овие кардиоваскуларни заболувања, значи може да дојде до срцев удар, мозочен удар и така натаму и заради тоа треба да се превземаат одредени мерки на превенција за да не дојде до некој од овие болести. Понатаму се појавуваат, како што кажав, уринарна инконтиненција, бидејќи ниското ниво на естрогени хормони влијае на слузницата на уринарниот тракт, на бешиката, на слузницата на вагината и жените во тој период имаат и сувост на вагината, имаат проблеми за честено мокрење или неможност на држење на мокрачата и исто така за тој проблем треба да си дојдат на гинеколог за да им укажеме како да се превенира, се даваат одредени
одредени вежби, па дури и терапија или одреден третман доколку е потребно. Понатаму имаме несоници, главоболки, за тоа може исто така да се даде терапија. Многу често се појавува остеопороза, бидејќи при намалено ниво на естрогените хормони се намалува и коскената густина. Во менопауза се смета дека се губи 25% од коскената маса кај жените и заради тоа понатака како компликација може да дојде до скршеници на коските. Најчесто бутната коска, рачниот зглоб имаме често во тој период скршеници кај пациентките и заради тоа исто така треба да дадеме терапија. Обично во менопауза или перименопауза им кажуваме на жените да пијат витамин Д и калциум одредена доза, бидејќи и тоа се дозира врз основа се прави DEXA скен, тоа е испитување на коскената маса и врз основа на тоа се одредува која концентрација треба да ја пијат. И понатаму исто така за депресијата спомнавме, има по некој пат и многу изразени симптоми на анксиозност и депресија, бидејќи жената во тој период знае дека веќе завршува репродуктивната функција и заради тоа се осеќа подепресивно, не може многу да се движи како претходно, почнува зголемување на телесната маса. Секоја жена во тој период има зголемување на телесната маса и тоа ја доведува до депресивни симптоми. Доколку се премногу изразени, ја советуваме да посети психолог или психијатар, исто така и кажуваме и како да се превенира, односно има начин на исхрана, со здрав начин на исхрана, физичка активност, со некои вежби како јога, со движење, барем само пешачење може да доведе до намалување на сите овие симптоми. Може ли да се случи, иако кај жената веќе има менопауза, да се случи повторно да има циклус? Сега вака, доколку е жената во менопауза веќе, значи не во оној период на климакс, него во менопауза, нема менструација 12 месеци, после тие 12 месеци не смее да има крварење. Доколку има крварење, треба да дојде на преглед. И ние со гинеколошки преглед, ултразвучен преглед, утврдуваме дали кај таа пациентка треба да се прават понатамошни испитувања, затоа што тоа крварење после менопауза може да укажува на различни заболувања. Заради тоа е веден апел до сите жени да си отидат на гинеколошки преглед доколку имаат крварење после една година од завршувањето, да знаат дека тоа не е нормално, не треба да се случи. По некој пат може да е заради вагиналната сувост, да е крварење од вагината, не мора значи дека е од матката такво крварење како менструално, меѓутоа треба да се отиде задолжително на гинеколошки преглед. Би сакала да заокружиме со препораки, веќе споменавте дел од нив, но дали зголемувањето на физички активности, дали можеби различен начин на исхрана може да бидат од корист на жените кои што се веќе во менопауза? Да, секако. Пациентките кои што се во менопауза треба да имаат здрав начин на исхрана, значи нема да кажуваме што е здрава храна сега, меѓутоа има и некои намирници кои што се богати со фитоестрогени. Тие се природни естрогени, бидејќи во тој период имаме ниско ниво на естрогени, може на природен начин да ги надополнат во житарици, некои во хелда, во тие може и да се прочита, да си прочита секоја жена во кои намирници има фитоестрогени и да ги воведе во исхраната. И секако физичката активност, да си вежбаат пациентките јога, да си пешачат, да не оставаат да седат само дома и сето тоа ги доведува во еден зачаран круг, цело време си се вртат во круг, се ја зголемуваат телесната тежина и сето тоа ги доведува до тоа депресивно расположение. Затоа треба да превенираат, можат и самите многу да си помогнат. Имам впечаток дека многу жени се плашат дека ќе добијат хормонална терапија и тоа ги вознемирува. Што е, дали е хормонална терапијата? Да, вака, значи ги вознемирува многу, поготово и во онаа фаза на климакс кога ние им даваме прогестеронски препарат, се плашат дека ќе се здебелат од хормоните, дека нешто ќе им се случи од хормоните. Меѓутоа им објаснуваме дека самите хормони естрогени што ги лачи таа циста, што не е прсната на јајникот, кога лачи многу вишок на естрогени хормони, тоа е многу поштетно за нивниот организам отколку хормон заместителната терапија, поготово не прогестеронот. Прогестеронот само го неутрализира дејството на тие естрогени. А хормон заместителната терапија, доколку нема никакви контраиндикации, не е штетна
и може да се даде поготово пак кај помладите пациентки. И се препорачува затоа што со таа терапија организмот на жената ќе биде изложен на одредена минимална доза на хормони која што е потребна на организмот. А ако ги оставиме без терапија во тој период кога хормоните се на високо, естрогените па на ниско ниво, може да доведе до овие заболувања што ги спомнавме. Заради тоа не треба да се плашат, меѓутоа никако не смеат да земаат ништо на своја рака, туку треба да отидат на преглед и врз основа на тој преглед ќе се одреди нивниот гинеколог дали се во таа група на пациентки која што може да прима, смее да прима хормонална терапија и да не се плашат, туку да послушаат што ќе им каже гинекологот. Се препорачува дефинитивно промена на исхраната и повеќе се пристапува како медитерански начин на исхрана, бидејќи со медитеранскиот начин на исхрана се опфаќаат многуте важни елементи кои што се од суштинско значење за организмот на една жена и се пристапува кон поголем внес на билни естрогени, односно фитоестрогенски нутритиви кои што придонесуваат да има подруг пристап. Однос на медитеранскиот начин на исхрана е многу актуелен и популарен сега секаде во светот. Се употребува повеќе е застапено морската риба во исхраната, овошјето, зеленчуците, затоа што на тој начин ќе се запазат и внимателно ќе се внесуваат основните елементи кои што се потребни на една жена која што е во менопауза. Брокулата, карфилот, постојат овошји и зеленчуци кои што се водат и предимство им се одредени нутритиви покрај рибата која што ја спомнав, морска, која што изобилува и со калциум, и со магнезиум, и со витамин D, како една од компонентите и со големо количество на омега-3. Меѓутоа тука спаѓаат брокулата, карфилот, од зеленчуците, од овошјето, од црвеното бобесто овошје, исто така лиснатиот зелен зеленчук кој што изобилува и со калциум и со магнезиум, и житарките, кои што се препорачува да бидат безглутенски, бидејќи во себе содржат големо количество на влакна кои што се потребни на самата жена која што е во менопауза и содржат големо количество на магнезиум, на Б витамини кои што ќе релаксира и антистресно делува на самиот наш организам. Јас морам да напоменам на овие простори дека треба да се провери квалитетноста на сојата. Таа мора да биде биоорганска и да не биде хибридна и вкрстена и да се знае точното потекло, затоа што може да се контраиндицира на целосниот систем. Многу е интересно, ние како поднебја во нашите простори многу внесуваме млечни производи, што е контраиндикација на се она што треба за внес на калциум. Билниот калциум го има многу во јатките и многу е подобар во однос на исхраната, што значи дека тогаш жените во енормни количини земаат млечни производи, мислејќи дека на тој начин ќе го качат калциумот, особено јонизираниот калциум, кој што е многу важен за нашите коски. Меѓутоа прават катастрофална грешка, бидејќи во состојба на менопауза треба да се исклучи лактозата и глутенот. Тука настануваат првите чекори на покачување на липидниот статус, покачување на притисок, разни контраиндикации за кои што не се ни свесни, а веќе ги имаат здобиено токму заради несоодветната исхрана. На педесталот од храна која што треба да се селектира и да избегне, треба да направи избегнување на трансмастите, што значи масното, заситените масти, значи црвеното месо, масното месо, млечните производи, месните производи, се она што во себе содржи лактоза како шеќер, бидејќи и белиот шеќер треба да се исклучи од самата исхрана и глутенот. Значи безглутенските житарки треба да бидат застапени, меѓутоа глутенските не. Кога говориме за шеќери, предимство ќе се дава на моносахаридните шеќери и дел на дисахаридните шеќери, меѓутоа оние кои што се полисахаридни, односно скроботите како треба да биде исклучен. Мешунките треба да бидат застапени, меѓутоа адекватно во режимот према индивидуата која што ја практикува. Вештачките заслаздувачи. Сите жени кои што и пиењето многу на кофеински напиток, бидејќи кофеинот го елиминира калциумот од организмот, а напоменавме дека калциумот е од суштинско значење за организмот на една жена. Што значи дека загубата на енормно вес на кофеински напитоци, кафе,
го елиминира калциумот кој што рековме дека влијае на коските и на целиот систем кога жената ќе дојде во период на менопауза. Заради покачените, за да го елиминира шеќерот, често се употребуваат вештачки засладувачи, што значи да се исклучат било какви засладувачи, подобрувачи на вкусови, да се внимава со зачините. Зачинот е меч со две острици, бидејќи се рефлектира на густината на коската, а знаеме дека со започнување на менопаузата се намалува густината на коската во самиот организам. Алкохолот кој што игра може релаксант во одредени ситуации, меѓутоа се контраиндицира во однос на женскиот метаболизам и организам и предонесува до несакани ефекти, нормално како што напоменав, зачините малце повеќе да се внимава. Актерката Наоми Вац влегла во менопауза на 36 години. Таа отворено зборува за оваа тема со цел да се подигне свесноста за неа. Менопаузата, позната и како климактериум или втор пубертет, го означува крајот на менструацијата, со тоа и можноста жената да раѓа и да го проширува семејството. Генерално жените се срамат од таа тема, се смета дека тоа е нешто погрешно или нешто срамота, меѓутоа воопшто не е, тоа е само уште еден дел од животот на жената кој што секако дека се проаѓа и може да се пројде, меѓутоа жените мора да го тргнат тој превес на срам од таа некоја фаза и да сватат дека сето тоа е сосема природно, сосема нормално и дека секако ќе пројдат низ него, меѓутоа да не се кријат, да не се затвараат, туку да го прифатат. Менопаузата може да се подели на 3 временски периоди. Перименопауза трае од 8 до 10 години пред менопаузата. Станува збор за период во кој јајниците го намалуваат количеството на естроген кој се создава. Менопауза, период кој го означува прекинот на менструалните циклуси најмалку 12 месеци наназад. Постменопауза, временски период откако официјално ќе биде утврдена менопауза. Карактеристичните тегоби започнуваат да се намалуваат, а потоа исчезнуваат. Најчесто жените поминуваат низ менопаузата без сериозни компликации, без медицинска помош, но во некои случаи се препорачува хормонска терапија за олеснување на симптомите. Намаленото ниво на естроген го зголемува ризикот од срцеви болести и остеопороза. Жени кои што се во менопауза, жени кои што накачиле во телесна тежина, жени кои што имаат, да речеме, нездрави навики во смисла на нездрава храна, недоволна физичка активност, жени кои што имаат генетска предиспозиција на некои од метаболни заболувања или генетска предиспозиција за остеопороза, без да чувствуваат тегоби, треба да се јават на преглед со цел или да се спречи, или доколку е нешто веќе оформено, тоа да го третираме онака како што треба на самиот почеток. Во оваа фаза од животот, жените треба особено да внимаваат на исхраната и да останат физички активни. Мислам дека доминантната компонента е целата промена на телото кај жената, затоа што самата менопауза подразбира различно користење на енергија во самите клетки, различна прераспределба на масното ткиво, доминантно е прераспределено околу струкот. И со самата, да речем, променета конструкција на телото, значи самата композиција на телото, настанува првен огромен пат на самодовербата кај жените, а тоа сноси до одредени промени во расположение кои што секако се рефлектираат во нивниот социјален живот. И мислам дека тоа е едно од клучните моменти за таа стигма. Најчесто започнува во пременопаузата, започнуваат оние лесни вегетативни симптоми како што се напливи на топли бранови, ноќно препотување, несоница, вртоглавица, пореметување на концентрацијата, потоа палпитации, тахикардија, вознемиреност, лесна депресија, појава на покачување на крвниот притисок, значи велиме лабилна хипертензија, бидејќи во пременопаузата тоа е не секојдневно, туку има денови со покачен притисок, има денови без притисок, проследено и со главоболки, до појава на одредени состојби кои што особено се карактеристични за постменопаузата, сувост на кожата, промена на либидото, на желбата за сексуални односи, појава на вагиналната сувост,
што исто така многу ги измачува пациентките, појава на пореметување на метаболизмот на липидите и холестеролот, значи покачување на нивото на холестерол, покачувањето на нивото на триглицеридите, последователно на тоа појава на атеросклеротични промени во организмот на жената. Кај многу жени доаѓа до психичка нестабилност која не треба да биде игнорирана. Можно е да дојде до појава на анксиозно-депресивни состојби за чие надминување е неопходна стручна помош. Самата состојба, главните ризици ги носи пред се заради таа хормонска редистрибуција, односно редистрибуција на масното ткиво. Со самото тоа што масното ткиво од колковите ни се префрла на струкот, ризикот за метаболни болести навистина експоненцијално се зголемува. Тука спаѓа дијабетесот, тука спаѓаат кардиоваскуларните болести и покачената телесна тежина. Тоа се состојби кои што во денешно време во најмала рака можат да се превенираат, а ако се фатат на време може да се држат под контрола сериозно добро. И тоа е она зашто тоа е една од главните причини зашто ние секогаш ги охрабруваме нашите пациентки да доаѓаат на прегледи. Пред се затоа што жените во менопауза, сега помеѓу нас и ендокринолозите веќе се сметаат за посебна здравствена категорија на која што треба навистина да се обрнува посебно внимание. Значи порано се смета дека ризикот во менопауза за кардиоваскуларни болести и дијабетес се задначува со оној кај мажите, меѓутоа сега се знае дека овие жени спаѓаат во една нова категорија која што заслужува посебно внимание и посебен третман. Меѓутоа, ако ги тргнеме на страна метаболните болести, кои што можам да кажам многу често се забораваат во оваа фаза, затоа и прве ги кажав, нешто што е најпознато и најтесно сврзано со менопаузата, тоа е остеопорозата или нарушената гостина на коските. Одредени промени во начинот на живот можат да помогнат при олеснувањето на симптомите. Еве неколку совети како полесно да го поминете овој период од вашиот живот. Избегнувајте кафе, алкохол и зачината храна. Јадете соја, сојата содржи естроген. Внесувајте многу калцијум и витамин Д. Целете кон 2,5 часа умерена физичка активност неделно. Тоа ќе ви помогне да го зачувате здравието на вашите коски и срце, да го намалите нивото на стрес и да си го подобрите расположението. Менопаузата значи дека стареете. Ова е мит. Ајде заедно да го демистифицираме денес во приказна. Менопаузата значи дека сте стари. Ова е мит. Би било убаво кога се во животот би било толку предвидливо. За жал, исто како и почетокот на менструацијата, бременоста и породувањето, менопаузата не закажува состанок со вас и не алармира дека вие веќе не сте млади. Во просек менопаузата започнува околу 52-та година од животот, но симптомите може да се појават уште од доцните 30 до доцните 60 години. Секоја жена е различна. Менопаузата, која понекогаш се нарекува и промена на животот, го сигнализира крајот на способноста на жената да има деца. Најважно од се е да ги препознаете симптомите и да побарате стручна помош. Октомври во светот се одбележува како светскиот ден на менопаузата. Целта на денот е да се подигне свеста за менопаузата и опциите за поддршка достапни за подобрување на здравието и благосостојбата на жените со оваа состојба. Тоа беше се што ви подготвивме во ово издание на Приказна. Се надеваме дека поуките кои што ги донесовме ќе ви бидат од корист. Довидување до следната.